Денес е Велики петок. Православните христијани денес го испостуваат својот организам припремајки се за сето она што следи последните денови од постот ни се, а јас денес решив да ви понудам еден комплетно посен рецепт, односно рецепт каде нема да употребам ни масло. Јас морам да ви кажам дека не постам, но многу луѓе во мојата фамилија постат и цело време седиме на телефон и измислуваме рецепти како да се поминат деновите кога е постот без масло, односно без зејтин. Така произлезе и овој рецепт, така се роди и овој рецепт, односно денеска ќе правиме пица од авокадо. Кога постиме без масло, знаеме дека малку е потешко заради тоа што немаме можност да конзумираме сето она што го зголемува вкусот. Прво, знаете дека маснотијата го магнифицира вкусот на сите состојки, а од друга страна имаме помал внес на калории, многу сме ориентирани на зеленчук, овошје, дури тој го закиселуваме само можеби со лимон и некако ни се вкусовите чисти и не зачинети со состојки кои би ги зголемиле, односно би го задоволиле организмот за суштински оброк. Денешниот е таков. Јас ви ветувам и ако му дадете шанса, знам дека ќе бидете апсолутно изненадени од вкусот, многу е богат, а целата идеја дојде. Имаше пред некое време Џејми Оливер постирано видео каде што прави тарт од тесто направено со авокадо. Мене тартот не ми се допадна, морам да ви кажам, го истестирав, но направив тесто за пица од авокадо. Авокадото во својата основа многу е масно, односно има природна маснотија, здрава маснотија и таа маснотија внатре ќе помогне да се интензивираат сите вкусови, односно да се зачини сето она што ќе го ставиме како топинг на пицата. Ќе направам, ќе искористам 1,5 авокадо за тестото, ставете до 2, зависно од големината. Тогаш, ако имате поголемо авокадо, ќе мора да искоординирате количината на брашно. Значи, треба да добиете тесто кое е наликувано за пица. Многу меко, а полно со воздух. За да си помогнам, прво ќе го изблендирам авокадото. Денес пакет МК ми доставија баш убави и зрели авокада. Само да си најдам нож од мојот комплет дуо и ќе го изблендирам за да добијам паста. Имам убав блендер. Авокадото, односно маснотијата, многу пати сум ви кажувала дека ги интензивира сите зачини и вкусови на оригиналните состојки пред се и дополнително е многу декоративно. Мислам, ќе имате едно баш така зеленкасто тесто кој никој нема да знае доколку не кажете како сте го направиле, што сте го искористиле како состојка, а внатре ќе биде богато, меко. Маснотијата ќе помогне да се подигне, да биде сунгересто ткивото, баш е интересно. Исто така, сам дека за некое време ќе ви биде постирано тоа видео на социјалните мрежи, ќе видите како го искористив тестото поинаку во мрсна варијанта, односно со президент Путер, да направите малецки погача мало во тенџере и е феноменално на вкус со масло од сусам. Тоа го направив како мало видео, мислам дека скоро ќе може да го видите на социјалните мрежи и мислам дека тестото од авокадо ќе ми стане баш нешто што ќе го користам во следните емисии. Ме воодушеви на вкус, морам да ви кажам. И дури размислувам, не знам, еве пратете ми некој предлог, кој друг зеленчук баш може, веќе губам идеи искрено. Колички од работа, моите родители, сите имаат прашање што да се јаде во деновите кога треба да се пости без масло. Така што пратете ми, доколку имате идеи за рецепти со масло, постни, вегетаријански, значи знам дека имаме многу, но без масло, освен салати, така баш не ми текнува многу што може да се направи. Ставам малку вода. Една чаша ми е потребна за да го направам тестото. Ќе ставам малце вода за да ми биде полесно на блендерот да направи убава течна смеса и ќе го изблендирам убаво додека не е комплетно мазно и конзистентно. Изгледа пастата од авокадо.
И тука имам обично бела брашно. Доколку сакате чикор понапред, во здравата верзија слободно да дадете. Ако сакате и, не знам, интегрално брашно, некоја јатка додадете внатре за да го збогатите вкусот и да внесете малце повеќе калории. Ке направам малку простор, го додадам пирето од авокадо внатре. Видете каква пролетна и убава боја има, ќе помогне многу. Знаете дека во тестото за пица додаваме секогаш 2 лажици масло. Јас барем додавам моето тесто за пица, моето е најубаво. Ви ветувам дека моето тесто е најубаво. Мислам дека тоа ми е еден од најбараните рецепти, тестото за пица и најправените рецепти, морам да ви кажам. Малку од водата, водата е топла, а дел ке зачувам за да го активирам квасецот. Имам свежа коцка квасец денеска, решив да користам само заради тоа што ќе има повеќе маснотија од авокадото. Ми треба свежиот квасец брзо да го удри и да го подигне тестото, да стаса убаво. Ке ставам внатре шекер. Ке ставам 1 лажица брашно. Убаво ке го промешам. Ке му дадам 2-3 минути додека не запени и потоа ќе го ставам внатре за да го замесиме тестото. Квасецот се разбуди, не знам дали може да забележите, веќе е испенет и ќе го ставам во тестото и ќе го замесам. Ќе го месам исто како за пица. 5 до 7 минути цело време полнејќи го со воздух навнатре. Ова тесто му треба малку повеќе да стаса од она за пица. Нели ви покажав неколку ствари различни, некои што им треба дури цел ден за да стасаат, но ова му треба отприлика час и половина да стаса убаво. Потоа ќе го развлечеме и ќе направиме убав топинг. Само замесете го за да го избегнете оној прљав дел и започнете со месењето. Очекувајте ваква резида боја на тесто. Такво ќе остане до крај. И ви ветувам дека ќе имате супер резултат на крајот. Најпрвен го соединуваме, а потоа го месиме точно 5 до 7 минути. Тестото стаса и е, како што може да забележите, доста меко и такво очекувајте го. На крајот да дадете брашно. Ви кажав дека убаво на меко треба да го замесите. Го премесувам уште еднаш за да се осигурам дека ќе имам доволно воздух внатре. Ќе направиме од ова, мислам дека може да излезат 2 до 3 пици. Го префрлам на работната површина. Убаво набрашнете. И последно месење. Виде, баш воздушесто и убаво. Секогаш навнатре. Ќе го поделам на 2, бидејќи се работи за поголемо парче. И повторно истата процедура и со двете викни навнатре. Знаете како ви покажав дека се прави тестото за пица навнатре, секогаш додека не добиете баш онака опнато, целото растегната површина и убаво внесете ја целата количина топка, убаво зацврстете го дното. Ставам брашно и втората викна. Ќе ги оставам 7-8 минути повторно да нараснат, за тоа време ќе го направам сосот.
додека тестото ни одмара уште малку пред да го измоделираме во пица, ќе го направиме сосот. Денеска имам конзерва пелати и ќе ја правам без масло. Нели рековме дека денешниот рецепт е без масло. За да ви биде вкусна, мора да додадете лук. Значи лукот ќе направи целата разлика во овој рецепт. Ќе загрееме тава и ќе го додадеме целата конзерва пелати. Треба да ја дадете 10 до 15 минути убаво да се сварат, односно да се згусне сосот и да се интензивираат сите вкусови. За разлика од она кога го правевме, знаете, обичниот топинг за пица, каде што многу кратко го проварувавме топингот, заради тоа што апсолутно има други состојки, сирења, кашкавали кои го збогатуваат вкусот. Ќе му дадам на пелатите прво да се пропржат, односно да се издинстаат, и при тоа ќе се обидам да ги раздробам, оставајќи малецки парченца низ целата содржина. Така. Ќе згмечам 2 чешниња лук за да ја ароматизираат целата количина. Ќе ги измечам за убаво да замирисаат. Ќе го префрлам лукчето во тавата. Малку свежа ќе додадеме и сушен лук. Тој ќе биде аромата. Сушен лук. Промешајте за да се соедини се. Имам сув зачин. Го ставам сувиот зачин, не би го ставила обично во овој сос, томато сос, но го ставам сега заради тоа што ми фали малку поинтензивен вкус, а сувиот зачин внатре содржи корен од магдано, сушен пашканат, морков и малку ќе му даде дополнителна димензија на сосот. Ќе го ароматизирам со сушен орегано. Ќе додадеме и босилек сушен. И ќе му дадеме сега некоја минута да проврие, односно да се згусне, за да се интензивираат сите вкусови. Не многу, заради тоа што треба да ни ја направи сочна пицата одозгора. Дека е доволна. Сега е наред да ги формираме тестото за пица. Ја имам подлогата на карес, која е нелеплива. Рибната ја уклучив на 250. Знаете дека ве советувам секогаш кога правите пица да ја правите на висока температура. Тоа подразбира доколку имате 275 на 275 степени. Пицата се прави во врела рирна, многу кратко печење и се вади. Но авокадото, односно тестото од авокадо, она што го дознав експериментирајќи со тестото од авокадо, е дека се однесува малку поразлично од путарот можеби или маслиновото масло кое го користиме во стандардните теста за пица. Него му треба малку пониска температура. Доколку пробав да го печам на 275 и никако чудно се раздвои, односно чудно се распука на кората, а кога ја намалив температурата на 250, го добив оној ефект кој го сакам, така да јас би ве советувала да го искористите 250 степени уствари, таа да биде температурата на која ќе печете. И ќе сукам директно на подлогата, ова е подлогата на карес за пица која овозможува да не се лепи тестото, бидејќи се работи за посебен рецепт кој треба да ве најаде, односно да ви даде малку суштински оброк. Овој пат ќе го правам од малку подебело тесто, нема да го растегнам и расукам. Гледате дали забележувате што значи авокадото внатре, кога ќе го повлечете, знае да се подраздвои малце, а тоа е од присуството на пирето од авокадо. Затоа ќе го направиме малку подебело тестото, ќе биде налик оние амерички пици. Еве, дали може да забележите која е дебелината на тестото што јас избирам да ја направам. И сега ќе ставиме половина од сосот, бидејќи другата половина ќе искористам за другото тесто. Ово
премачкајте ја целата кора. Тоа е вкусот и зачините кои ги додадовме. На крај ќе ставиме убав куп свеж босилек. Имам, не знам дали може да го забележите, веќе ми порасна мудриот босилек. Толку сум горда на себе со овие зачински билки. Мислам дека ве удавив. Премачкајте го тестото. И ќе ставиме топинг. Јас ќе ја направам пола-пола, овој пат заради тоа што сакам да ви покажам по различна варијанта. Авокадото ќе оди на крај, значи нема да го ставиме сега, заради тоа што не е убаво термички да го обработувате. Има премногу здрави состојки кога е конзумирано свежо, затоа ќе ставиме поинакви состојки. Едната, не знам дали се сеќавате на брускатонето кој ви го направив, беше со тенки кори од лимон, ставени само во сол. Ќе ја искористам истата техника, ќе направам половина од пицата со лимон, а останатата половина ќе ја направам со домат, авокадо, кромит и голем куп на босилек. Имам еден домат, ќе го исечам на отприлика 7-8 мм кришки. Тие ќе бидат топингот, односно единственото нешто што ви е меснато, нели, во пицата. Ќе го наведам на едната страна. Ќе ставам кромит, прстени кромит. Многу сакам пица со кромит. Не знам дали вие ја сакате или ја преферирате, но јас навистина сакам пица со кромит. Има баш интересен вкус. А во ваква вегетаријанска верзија, мислам дека совршено одговара, ќе даде екстра шмек, кромитот е благ. За оние кои не пустат, само да дадете дозгора президент кашкавал, овчи мешан, од кога ќе завршат членовите кои пустат по дома. Збогатете ја пицата. Сите состојки денеска повторно ги добивме од Пакет МК. И им благодарам што се толерантни со сите мои барања, да биде авокадото меко, да биде ова вака, да биде онака, значи апсолутно се тука како една поддршка која ми дозволува цело време да го правам ова што го правам за вас. И втората страна, само да си сменам даска. Ке насечкам тенки кругови лимон, многу тенки, прозирни, буквално прозирни. Ќе ги посолам на исти начин на кој го направивме брускатонето. Дајте му шанса, доколку сакате да биде, можете едната половина да не ја направите со сос, односно да ја конзумирате само со лимонот со сол. Феноменално е, значи и сите кои пробаа, сите кои го пробаа рецептот кој го споделив, коментарот им беше исти, дека е многу суштински различен вкусот од она што сме навикнати да го конзумираме. Нешто баш непознато. Ќе ги посолам убаво. И посолам и доматите. Кромидот. Ги наредам на вториот дел од пицата. И бибер. Убаво и дарежливо. Врз целата пица. И оди во рерна. Од прилика 8 до 9 минути и треба до 10, зависност од вашата рерна, додека не се испече. Потоа, кога ќе ја извадиме, ќе додадеме на едната половина авокадо, на другата ќе ставиме босилек и ќе имаме едно совршено искуство. Се гледаме за кратко.
бидејќи ви го најавив она клипче кое ќе го видите на Инстаграм и на Фејсбук, и решив да ви го направам со остатокот од пицата, бидејќи пицата веќе ја видовте. Значи истото тесто ќе го направам во малецки топчиња, ќе го наредам во гусан сад, ќе го примачкам со малку сенф, за да биде повкусно од горе, и ќе направиме малечки лепчиња кои може да ви бидат одличен додаток со салатите. Просто малечки топчиња и наредете ги во круг во една чинија во една тава за печење, на која ќе ставите фолија за печење, односно хартија за печење, заради тоа што не можете да користите масло, нели може да ви се залепи, затоа секогаш обложете го со хартија за печење. Ќе ги направиме двата рецепти, се гледаме за кратко. Сенфот е постна состојка и делува на исти начин на кој делува премачкувањето со јајце и со жолчки. Ќе ставам убав прстофат сол, малку сушен лук и ќе ставам органски зрн сусан. Ставете и обичен, мене многу убаво ми делуваат. И се пече исто колку и пицата, 10 до 12 минути, бидејќи се малце подебели, пицата ја печеме 8 до 9 минути. И пицата е готова. Последните елементи кои јас би ги ставила врз ова мноштво на вкусови, морам да ви кажам дека е баш вкусна, е малку свежа авокадо, за да имате од таа маснотија и интензивен вкус на авокадото. Месото ќе го ставам врз делот каде што наредивме домати и кромет. Ќе ставам еден цел куп зелен босилек врз делот кај што ставивме лимон. Ќе го зачинам убаво лимонот со малку лимонов сок. И мојата билка која ми порасна. Прекрасна билка. Модар босилек. Ќе оди врз другата пица. Покажете ми дека ова не е нешто што ве предизвикува и ќе ви помогне во најпосниот ден во годината, каде што треба да се испостиме без масло. Мислам дека ми се готови и лепчињата, само да ги проверам. Да, веќе се готови и испечени. И тоа беше се за денес. Се надевам дека ви улеснив малку во изборот за што може денеска да исконзумирате, односно што во деновите кога не треба да конзумирате масло. Пицата има исклучително богат вкус. Ќе ве најаде и на око, и во душата, а и ќе ви го смири чувството дека конзумирате само свежи состојки. Гледајте не и другите емисии, секогаш имаме различни и свежи идеи и секогаш се трудиме да бидеме во тек со вашите потреби. Јас се надевам дека ви се допадна, ви се гледаме во понеделник.